Во Зрновци по 10-ти пат се одржува една манифестација која што станува традиционална, а тоа е Јувкијадата. Во организација на Националната федерација на фармери, жени од сите региони се собираат да упатат една заедничка порака, дека јувката, преку јувките треба да си ја зачуваме и да си ја негуваме традиционалната македонска кујна, традиционалната македонска храна, може многу да ни помогне и при промоција на руралниот туризам и да ги сплоти и да ги обедини сите во едно семејство кое што такво земјоделско стопанско семејство кое што само ќе има успех. Традиционално 10-ти пат поред ја организираме ова Јувкијада. Ние како организација секојдневно работиме на родовата рамноправност, на промовирање на нашите македонски земјоделски производи, за борење и лобирање за правата на луѓето од руралните средини, а вклучително и жените кои што се спаѓаат во ранлива категорија. Како што напомена и Билјана, тоа се многу часови работа, труд, ангажман, лобирање, расправање со институциите, докажување со аргументи и со факти за да постигнеме некои резултати. Таков еден резултат кој што го постигнавме и оваа година е остварување на правото на социјална сигурност на регистрираните индивидуални земјоделки. Тоа ние како организација, како проблем го детектираме долги години и самите ние регистрирани земјоделки тоа право, односно правото на мајчинство, не сме го искористиле, затоа што ни беше ускратено. Ние како организација застанавме цврсто да лобираме за да го успееме тоа. Формиравме една група, координативна група со вклоп на повеќе министерства и институции, сето тоа со поддршка на VFECT и една година напорно работевме, дојдовме до решение кое што е привремено и пилот решение, тоа е преку програма за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во кое што секоја мајка што ќе се оствари индивидуална регистрирана земјоделка, оваа година ќе се оствари како мајка и ќе добие дете, ќе може да си поднесе преку програмата за Националната програма за рурален развој да си оствари право на мајчинство. Тоа право не и беше до сега на неа дозволено, но со оваа програма таа ќе си го оствари право, ќе си добие 9-месечно отсуство за мајчинство и ние како организација сметаме дека ова е добра прилика да се искористи, а со самото тоа и да се направат едни вредности кои што сите ние луѓе кои што живееме во рурални средини ќе се почувствуваме еднакви со сите други луѓе кои што работат во оваа држава, односно да ги имаме истите права како и сите нив. Затоа можеби понекогаш изгледа дека работите одат бавно, но верувајте, ние не застануваме, тимот кој што го имаме, целиот управен одбор, извршната канцеларија, цврсто лобираме за сите наши права. Знаете дека секогаш не зависи од нас. Ова пилот програма ќе биде оваа година, но ние ќе продолжиме да работиме да се влезе како системско решение. И тука би дала еден апел дека за сите тие наши права кои што ние ги обавуваме како рурални жени, кои што треба да ги имаме, треба да се бориме самите ние, а не некои други организации или луѓе кои што сметаат дека треба да ги застапуваат руралните жени. Ние сме тие кои што треба тоа за тоа да се бориме. Затоа и на самиот почеток ние донесовме и една декларација, едно кое што ќе се потпишеме сите. Јас би сакала сите вас да се потпишат на тоа соопштение, на тоа барање кое што ќе го доставиме до собранието на нашата држава, до собранието на Македонија, во кое што претениците ќе видат дека ние руралните жени имаме право на сите права кои што ги имаат сите. Овој настан го искористив да го потенцирам затоа што наголемо се зборува во медиумите дали ќе земат, нема да земат, по кое право, по кој основ, за да ви кажам дека ние како организација
Тоа го покренавме и тоа ќе го тераме до крај. Сега е можеби како програма, но ќе лобираме цврсто заедно со сите вас за да стане системско решение и да влезе во закон како што следува на сите. Но сето тоа да биде на корист на нас, а не да искористат други луѓе кои што ќе се под наводници, ќе се наметнат дека се регистрирани земјоделци само колку да го остварат тоа право. Не би должела многу, ова е убав ден, ова е убав ден за продолжување на традицијата, за пренесување на нашата традиција и на нашите идни генерации. Ние како мајки тоа се стремиме да го направиме на нашите деца и затоа се надевам дека денес ќе уживаме како и секоја јувкијада. Ви честитам за јубилејниот 10 годишен настан. И слушна вашите зборови, ве охрабрувам да продолжите со вашата работа во заштита на правата на руралната жена и те како е битна во општеството и столб на традицијата, културата и пренесување на обичаите. Јубилејно 10 пат поред, тешко или задоволство е да се организира ваква манифестација? Па за Националната федерација на фармери е задоволство, затоа што покрај сите други активности кои ги организираат за жените, како што е Денот на руралната жена на 15 октомври, потоа организирање на саеми, продажни изложбени на традиционална храна и преработки од храна, организирањето на јувкијадата, особено по 10 пат е на вистина задоволство да се организират. Истакна и Билјана дека првата јувкијада која се одржа во Мариово пред 10 години имаше 15 жени, а сега има околу 100 жени. Така да мислиме дека преминува во традиција. Што представува јувката или корите во некој регион како што ги викаат за нашата кујна? Јас потекнувам од Преспанскиот регион и кај нас се кори, односно буби, а тука се јувки. Јувката представува тесто кое што се сучи, се суши и потоа се вари и се конзумира. Тоа представува наша традиционална храна и обврска на нас жените што сме повозрасни да ја пренесеме традицијата на помладите, да им кажеме на кој начин се подготвуваат тие јувки, за да може да обстане традицијата и да не ја изгубиме јувката како наше традиционално јадење. За некого е вкус кој потсеќа на детството? Потсеќа на детството на вистина. Ова представува манифестација која има за цел да ја зачува традицијата. Значи, јувката е наше македонско традиционално јадење. И мислам дека никаде на друго место не го произведуваат. Целта на ова јувкијада е токму тоа да се зачува јувката, затоа што знаете дека помладите генерации не знаат да користат цукало, не знаат да приготвуваат јувки, меѓутоа затоа и тука има некои жени кои износат машини со себе и си ги подготвуваат јувките на тој начин. Целта е точно да се зачува таа традиција. Можеме да размислуваме во насока на поврзување на јувките со руралниот туризам. Значи, може некои од руралните подрачја да се организираат манифестации, каде што туристите кои ќе престојуваат таму ќе имаат можност да видат како се подготвува, меѓутоа да се купат, меѓутоа и самите да пробаат. На кој начин може да се... Да, на кој начин да се може да се подготви јувката. Вие цел живот правите јувки. Правиме. Колку е застапена јувката во исхраната, во нашата кујна? Добро е, многу е застапена. Многу е застапена јувката и мораме да имаме јувка во секоја куќа. Која е тајната за добри јувки? Во што се крие разликата од добра и така некоја просечна или овие што ги купуваме по продавници? Тоа е по мурафето. Зависи што ќе ставиш и како ќе ја направиш. Прв пат сукаш? Прв пат сум, да, и прв пат сукам. Тешко е? Не, супер е. Што ти кажа, што е главната тајна на што треба да внимаваш? Брашно стави, брашно. Вака не изгледа лошо. Сега за секој за прв пат. Малку брашно по ноктите се залепи, ама ќе се Да. Ги конзумираш јувките редовно? Да. И јас и децата. Многу. Ќе продолжиш сега и дома, еве, сега ја научи тајната како се прави, ќе продолжиш сама да си правиш? Да. До сега како купуваше по продавници? Не, бабите сука. А бабите се. Да. Сега ова ќе иде негде на Инстаграм, ќе се објави. Иде. Секаде по социјалните мрежи.